Инфлацијата го совлада растот. По Народната банка и од владата излегува со полоши прогнози за домашната економија. Според фискалната стратегија, наместо првично планираните 3,8% раст на БДП, сега владините проекции се дека тој ќе биде 3,5%. Спласна оптимизмот и за инфлацијата, па така очекувањата се дека наместо 2,5% да биде 4,5%. Ова е повисоко и од она што го прогнозираат од Народната банка. Проекцијата за реалниот раст на БДП за 2026 година е ревидирана на 3,5% од 3,8%, воглавно како резултат на неизвестноста и ограничувањата кои произлегуваат од конфликтите и геополитичките тензии, кои негативно се одразуваат врз глобалната економска активност. Ова имплицира одредено одложување на претходно проектираната патека на забрзување на економската активност на земјата. Иако бројките од финансии покажуваат дека за 3 месеци 2/3 од планираниот буџетски дефицит за годинава е исполнет, во стратегијата нема измени во овој дел, но допрва ќе се види дали до крајот на годинава ќе има корекции и кај минусот во државната каса со оглед на тоа дека за 8 месеци има можност да се потрошат уште 230 милиони евра за целосно да биде реализиран планираниот дефицит за 2026. Во фискалната стратегија, документ кој е веќе испратен и во собранието, стои дека цените се уште се под силен притисок од војниот конфликт. Таквата состојба може брзо да се прелее врз цените на останатите примарни производи и суровини, да доведе до нарушување на синџирите на снабдување и да ги засили инфлаторните очекувања. Пишува и дека надолните корекции за глобалниот раст и надворешната побарувачка ќе донесат и помал извоз од домашните компании, а продлабочувањето на конфликтот може да ги одложи планираните инвестиции на македонските фирми. Пред неколку дена и Народната банка излезе со полоши прогнози за домашната економија и оттаму очекуваат да се испорача помал раст, но да има и повисока инфлација. Последно статистика измери стапка на инфлација од 5,7% во април во однос на април лани. Сепак, и дел од економистите и од Народната банка предупредија дека просторот за евентуални мерки против ценовниот шок во моментов е стеснат.